Вакот зирна и во овие тендерски документи за огласот под број 77 за набавка на 190.000 тони мазут. И повторно има промени во условите. Сега го нема оној невозможниот услов од обврска за 1200 тони мазут дневна испорака, која РКМ претходно ја прифатил, а била неостварлива за многу поголеме компании од ова на Капушевски. Капушевски сега има и партнер сопственик преку веќе спомнатиот Ерџан Сулковски. Значи ИСМ го брише условот за 60 цистерни дневно испорачување, кој е во доменот на научна фантастика за остварување во македонски услови. Но става друг услов, кој исто така е нов. Во точката 2.3.3.1 за техничка и професионална способност наведено е дека, цитирам, понудувачот да има минимум еден договор за испорака на мазут во последните 3 години во количина од минимум 100.000 тони мазут во државна институција или на друго место. Ваков услов исполнува РКМ затоа што во февруари лани имал победа и понуда за улаз за 150.000 тони. Со ново вградениот услов, РКМ, кој до лани има 20 вработени, минимален промет, скандалозна набавка на отпадно масло како мазут, откриено во Хрватска, одеднаш станува сигурен исполнувач на новите услови, смислени за огласот на ИСМ. Вредноста на овој оглас е поголема од претходниот и е на ниво од 10,8 милиарди денари, односно околу 176 милиони евра за 190.000 тони мазут.